Во наредните минути следуваат содржините од вестите на Канал 8. Во тек се подготвителните активности за свеченото отворање на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Од комуналното предпријатие Водовод веќе ги испратија поканите до гостите кои ќе присуствуваат на отворањето, што е закажано за празникот на Кочани Петровден. На објектот на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци се извршуваат последните подготовки пред свеченото пуштање во употреба, што ќе се случи идниот петок на Петровден на 12 јули. Градоначалникот Никол Чуилиев и директорот на комуналното предпријатие Водовод Андреј Киров направија увид во завршните активности со одговорните служби од станицата, за да ги прецизираат соодветните задачи до настанот. Со пречистителната станица Кочани влегува во редот на општините кои се грижат за исполнување на стандардите за животната средина. Подобрувањето на општинскиот систем за отпадни води треба да придонесе за поздрава животна средина, по безбедно земјоделско производство, како и забрзување на локалниот економски развој. За поекономично функционирање на пречистителната станица беше инсталирана и фотоволтаична централа од која се очекува годишно производство на електрична енергија од 675.000 киловат-часови. Инаку, пречистителната станица за отпадни води е изградена кај селото Мојанци на површина од 11 хектари на најниската гравитацијска точка на вливот на Оризарска река во Брегалница. Ке ги прочистува водите од 9 испусти од Оризари до Подлог, собрани во главен колектор со должина од 12 километри. Проектираниот капацитет на станицата е 65.000 еквивалент жители, а регионалниот концепт за третман на отпадните води во иднина предвидува кон станицата да се приклучат и Виница со околните населени места. Со целосно автоматизиран оперативен процес во пречистителната станица ќе се третираат отпадни води од домакинствата, комерцијалните и индустриските објекти. Инаку објектот се изгради со донација од Швајцарија од 21 милион швајцарски франци, а учество има и Министерството за животна средина, како и општина Кочани. Свеченото отворање е закажано на 12 јули, а на него се очекува да присуствуваат представници од државниот врв и од дипломатските представништва. Министерството за транспорт и врски наскоро ќе ги додели решенијата на собствениците на новите станови во зградата за социјално загрозени семејства во Кочани. Објектот почна да се гради пред околу 4 години и кон крајот на минатата година беше објавен огласот за распределба на становите. По комплетирањето на изградбата и завршувањето на огласот за распределба на становите во новата социјална зграда во Кочани, Министерството за транспорт и врски наскоро ќе ги додели и решенијата за вселување на новите собственици. Објектот е лоциран во местноста Драчевик и располага со 43 стана на вкупно 1620 метри квадратни корисна површина. Се градеше со средства од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. При поставувањето на камен темелник на нова социјална зграда во Пробиштип, министерот Горан Сугаревски рече дека постапката за распределба на социјалните станови во Кочани е на самиот крај, а најави продолжување на изградба на социјални згради и во другите градови. Значи, овие денови ги потпишав решенијата кои што беа во делот на определување на социјалните станови, на категоријата на социјални станови кои што се во општина Кочани. Овие денови ќе ги добијаат решенијата оние кои што аплицираја претходно. Така да претходно тоа се случи со Македонски брод. Ние силно работиме на тоа да во оваа година се обезбедат изградба на социјални станови во Пехчево, во Дебар, во Свети Николе, во Виница. Огласот за распределба на становите во втората социјална зграда во Кочани беше објавен во средината на ноември минатата година. До крајниот рок за поднесување на потребната документација во Центарот за социјални работи во Кочани тогаш аплицираа вкупно 76 граѓани, од кои валидна документација имаа 60. Од нив беше направен изборот според претходно објавените критериуми, а вселувањето на станарите се очекува уште ова лето. Што се однесува за граѓаните од Виница, објектот со 39 социјални станови е дел од годишната програма на Министерството за транспорт и врски, а според техничката документација становите ќе бидат со површина од 35 до 45 метри квадратни. Општина Кочани планира и во наредниот период да продолжи со субвенционирање на функционирањето на јавниот градски превоз. За таа намена обезбедени се околу 14.000 евра за една година,
а се предлага измена во одлуката на Советот со која договорот со превозникот би се склучувал на 5 години. Локалната самоуправа на Кочани од сопствениот буџет планира над 4.200.000 денари, со кои во наредните 5 години ќе го субвенционира функционирањето на градскиот јавен превоз. Според изготвената предлог одлука, се планира да остане во сила претходно донесеното решение од Советот на општината според кое на превозникот му се надоместува 50% цената на билетот за едно возење. Новина е тоа што наместо за една, договорот со избраниот превозник ќе се склучи на 5 години. При тоа се остава можност за пораст на цената на билетот поради евентуална промена на цената на горивото. Линискиот превоз на патници и понатаму ќе се врши со најмалку 4 поаѓања дневно, при што максималната единична цена за билет по патник изнесува 20 денари. Доколку цената на дизел горивото се покачува или пак се намалува во висина до 15%, тогаш корекција на цената на билетот ќе нема. Ако поскапувањето на горивото е до 1/4 или до 50%, тогаш за толков процент ќе се покачи и цената на единичен билет. Како релевантен доказ за промена на понудената цена за билет по патник ќе се користи одлуката за утврдување највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, донесена од Регулаторната комисија за енергетика, стои во предлог одлуката на Советот на општина Кочани. Доколку предложените измени бидат одобрени од општинскиот совет, тогаш на есен ќе се реализира постапка за избор на превозник, со оглед што кон крајот на годината истекува рокот на договорот со сегашниот давател на услугата. Предлог одлуката со измените за субвенционирање на јавниот градски превоз ќе се разгледува на седницата на Советот, што ќе се одржи идниот четврток. Линискиот јавен превоз на патници во Кочани беше воведен пред околу 6 години, а во моментот се опфатени 68 автобуски постојки во Кочани и при градската населба Оризари. Освен неколку месечниот прекин минатата година, поради откажувањето на дотогашниот превозник, функционирањето на услугата се одвива без проблеми. Во општина Виница продолжува изградбата и реконструкцијата на мостови во 3 населени места. Инвеститор е локалната самоуправа со средства од буџетот, а се вложуваат близу 30.000 евра. Во општина Виница во тек се градежните работи за изградба на уште 2 од планираните 4 моста во 3 населени места, каде состојбата со патната мрежа беше најкритична. Се работи за армирано-бетонски мостови, што треба да обезбедат поголема носивост за земјоделската и друга механизација во населените места. Според градоначалникот на Виница Ивица Димитров, кој направи увид во градежните работи на мостот во селото Пеклани, трошоците за реализација на сообраќајната инфраструктура целосно се покриени од општинскиот буџет. Ова е една од инвестициите кои што минатата година ја почнавме, а тоа е со изградба на 4 мостови, 2 мостови веќе се завршени во село Лаки. Ова е третиот мост кој што го работиме во село Пеклани и продолжуваме на четвртиот мост на Кајанечки дол во село Истибања. Вкупната инвестиција на сите овие 4 мостови е околу 2 милиона денари. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Виница. Со изградбата на двата моста во селото Лаки подобрена и олеснета е сообраќајната комуникација како и поврзаноста на населението од неколку маала во населбата. Инаку, новите мостови во Пеклани и Истибања се со вкупна должина од 25 метри и широчина од 4 метри. Втора година поред, општина Виница во пресрет на големиот празник Павловден ќе реализира културно-уметнички и духовен циклус од настани во кои ќе можат да се пронедат повеќе генерации од најмладите до највозрастните. Програмата започнува од понеделник и ќе трае 6 дена. Со филмот Господ постои, името и е Петрунија на режисерката Теона Стругар-Митевска, в понеделник стартува чествувањето на големиот празник заштитник на Виница Павловден. На пресконференција во локалната самоуправа беа соопштени деталите околу одржувањето на културните настани што ќе се одвиваат во текот на идната недела. Филмот ќе се имитува на отворена сцена пред Домот на културата Тошо Арсов во понеделник од 21:30 часот. Во соработка со Домот на културата Тошо Арсов успеавме да го донесеме и на анимираниот филм за деца Кариран нинџа, филм
кој е добитник на наградата Роберт од Данската филмска академија за најдобар филм за деца и млади, како и наградата за најдобро адаптирано сценарио. Филмот децата ќе може да го видат во вторник, исто така во 21:30 часот пред Домот на културата Тошо Арсов. Програмата по повод Павловден во Виница продолжува со концерти, представи и духовно чествување. На 10 јули, со почеток од 22 часот, групата Филч ќе имаат своја концертна промоција на нивниот нов албум Underdog на платото пред Домот на културата. На 11 јули нашиот млад и талентиран актер и шоумен Игор Дамјанов, кој меѓу виничани е познат како Марадоната, ќе ни се представи пред домашната публика со својата монодрама Страстите на Илија на локалитетот Виничко Кале. Вториот концерт истата вечер е на Чалгија Sound System, кои создаваат своји авторски композиции во духот на старата македонска чалгаджиска традиција. Во контекст на духовното одбележување на празникот Павловден, во сабота наутро ќе се полагаат моштите на Свети Гаврил Лесновски во храмот Свети Архангел Михаил, а потоа ќе следува литија кај Параклисот Свети Павле, како и свечена седница на која ќе бидат наградени првенците на генерација од сите општински училишта во градот. Музичката кулминација на Павловден вечерта ќе биде со концертот на Игор Джамбазов и Гуру Харе на плоштадот во Виница. Како увертира на концертот од 21 часот ќе настапат младите гитаристи од Виница Queens, како и групата од музичката секција по англиски јазик со изведба на најпопуларните музички хитови. Финансиската конструкција за реализација на програмата по повод Павловден, општинскиот буџет на Виница ќе го чини околу 350.000 денари. Ликовни, музички и театарски случувања и во Кочани годинава ќе бидат дел од манифестацијата Петровденски конаци. Концерт со танго звуци е дел од свеченото отворање, а другите содржини ќе се одвиваат до 13 јули. Со танго концертот на камерниот состав со карактеристичен звук и тонска боја Виварт започнува овогодишната манифестација Петровденски конаци во Кочани. Камерниот ансамбл е во состав Александра Коцевска мецо-сопран, Билјана Петровска пијано, Милена Тодоровска мурговски виолина и Зоран Павловски контрабас. Составот ја промовира концертната дејност, правејќи комбинација на класичната школа и популарната музика. За концертот по повод Петровденските конаци одбраа дела од Карузо, Освалдо, Сантос, Мартини и други. В сабота на 6 јули во 20 часот ќе се одржи интерактивна изложба на авторката Надица Атанасова под наслов «Организам со волја и страст за себе утврдување». Истиот ден, еден час подоцна, ќе биде отворена и ликовна колонија со интерактивен перформанс, на која ќе учествуваат повеќемина уметници кои ќе творат по инспирација од Кочани. Целата програма на манифестацијата Петровденски конаци годинава финансиски се реализира со средства од буџетот на општина Кочани, како и од Министерството за култура и од Центарот за култура Бели Мугри. При крајот на овие вести и една информација од спортот. Управата на фудбалскиот второлигаш Осогово потпиша договор со уште еден фудбалер со кој ќе се засилува средната линија. Жолто-синиот дрес во новото првенство ќе го носи младинецот Борис Донев, кој до минатата сезона настапуваше за Струмичка Беласица. Уште еден фудбалер му пристапи на фудбалскиот клуб Осогово за предстојното првенство во втората фудбалска лига Исток. Се работи за 18 годишниот Борис Донев, кој е роден во Кочани, а во таборот на жолтосините доаѓа од Струмичка Беласица, каде беше дел од младинскиот погон на екипата. Во Кочанскиот второлигаш од наесен тој треба да биде освежување и ново засилување на средниот ред, заедно со неговиот клубски колега Владко Коцев, кој неодамна потврди дека се враќа во матичниот клуб. Донев, кој деновиве ќе го прослави 18-тиот роден ден, е 15-тиот играч со кој управата на Осогово го конструира новиот состав на екипата, а со кој ќе треба да им се спротивстави на своите противници. Со оглед што веќе е познат и распоредот на првиот дел од новото првенство, известно е дека Осогово во првото второлигашко коло за противник ќе има солидната екипа на Тиквеш од Кавадарци. Во меѓувреме од управата најавуваат дека за сабота во 17 часот е свикан првиот тренинг на екипата што ќе се одржи на стадионот Никола Мантов.
Со тоа ќе започнат и кондицијските и тактички подготовки на играчите, за што барем досега нема најави дали целосно ќе се одвиваат во Кочани. Неофицијално се дознава дека во втората фаза од подготвителниот период планирани се неколку пријателски средби, како проверка на подготвеноста и уиграноста на екипата. Ова беа содржините за овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Довидување.